Почитувани граѓани, почитуван градоначалник, колеги советници, врз основа на член 39 став 2 од Законот за локална самоуправа, член 19 став 2 од Статутот на општина Валандово и член 60 став 2 од Деловникот на Советот на општина Валандово, ја отварам 43-та редовна седница на Советот на општина Валандово. На оваа седница вкупно се присутни 15 советници, со што Советот може полноправно да одлучува. За дневен ред на 43-та редовна седница ги предлагам следниве точки. Точка број 1, годишна сметка на буџетот на општина Валандово за 2024 година. Точка број 2, годишен извештај на општина Валандово за 2024 година. Точка број 3, предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за извршување на буџетот на општина Валандово за 2025 година. Точка број 4, завршна сметка на јавното предпријатие Комунален сервис Валандово за 2024 година. Точка број 5, финансиски извештај за работата на јавното предпријатие Комунален сервис Валандово за 2024 година. Точка број 6, завршни сметки на Средното општинско училиште Гоце Делчев Валандово за 2024 година. Точка број 7, завршни сметки на Основното општинско училиште Јосип Броз Тито Валандово за 2024 година. Точка број 8, завршни сметки на Основното општинско училиште Страшов Инџир Јосифов за 2024 година. Точка број 9, предлог програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести на подрачјето на општина Валандово во 2025 година. Точка број 10, предлог елаборат за измена на елаборат за процената штета од елементарна непогода, силно невреме, проследено со пороен дожд, врнежи од град, грмежи и силен ветер, која зафати дел од подрачјето на општина Валандово на ден 2.7.2024 година. Точка број 11, завршни сметки на јавното општинско установа Детска градинка Калинка Валандово за 2024 година. Точка број 12, одлука на управниот одбор на јавната општинска установа Детска градинка Калинка Валандово за усвојување на пречистен текст на статутот на јавната општинска установа Детска градинка Калинка Валандово. Точка број 13, предлог одлука за давање на користење, одржување и управување на водоводен систем за село Калково, резервоар фаза 1 на јавното предпријатие Комунален сервис Валандово. Точка број 14, предлог одлука за давање на времено користење и одржување на недвижен имот, собственост на општина Валандово на Општински противпожарен сојуз Валандово. Точка број 15, предлог одлука за одобрување финансиски средства на спортски здруженија и здруженија на граѓани за реализација на програмски активности. И точка број 16, предлог програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во собственост на Република Северна Македонија на подрачјето на општина Валандово за 2025 година. Отварам расправа по однос предложениот дневен ред. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, истиот го ставам на гласање. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани нема. Констатирам дека едногласно со 15 гласови за е усвоен предложениот дневен ред. Пред да продолжиме со работа по усвоениот дневен ред, отварам расправа по однос записникот од 42-та редовна седница. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, истиот го ставам на усвојување. Да гласаме кој е за? Благодарам. Против? Нема. Воздржани нема. Констатирам дека едногласно со 15 гласови за е усвоен записникот од 42-та редовна седница на Советот на општина Валандово. Продолжуваме со работа по усвоениот дневен ред. Годишна сметка на буџетот на општина Валандово за 2024 година. Најпрвен збор ќе дадам на раководителот на секторот финансии, Марија, да даде образложение. Повели. Благодарам, председателе. Почитувани советници, почитувани граѓани, добар ден. Завршната сметка на буџетот на општина Валандово за 2024 година е изработено согласно сите законски прописи и правилници за сметковица на работење на буџетските корисници и единките буџетски корисници. Завршната сметка е во вкупни приходи, реализација на вкупни приходи на целиот буџет на општина Валандово. Износ 302.344.136 денари. Потоа во основниот буџет се реализирани приходи од 108.316.622
денари. Од приложеното произлегува дека вкупните приходи по основен буџет на општина Валандово се реално планирани со реализација од 94,06%. Најголемо отстапување од претходни години има во планирани и реализирани даночни приходи и приходи од комунални такси по завршување на реколецената на општинскиот имот како процес и спроведување на даночната политика за наплаќање на побарувањата што ги води општина Валандово. Во ставката 7.4 трансфери и донации, сите трансфери од претходните години се пренесени како пренесено салдо во 2024 година и во крајно салдо во 2024. Потоа, салдото на 31.12.2024 година во износ од 6.670.004 денари е пренесено како почетно салдо во 2025 година, од кое салдото на основен буџет е 4.345.208 денари. Во годишниот извештај ќе дадам образложение во втората точка за годишниот извештај се прикажани табеларно сите реализирани приходи и сите реализирани расходи во сметките на основниот буџет на општина Валандово и во расходната страна и во приходната страна во споредба со планираното и реализираното. Исто така, извештајот за реализација на инвестиционите програми, наменските, капиталните и блок дотациите е покажано според програмите, како што го имавте и во кварталниот извештај за извршувањето на буџет, но со отстапување за износите кои што се од пренесено салдо префрлено во наредната година. Во програмата ЈД изградба и реконструкција на локални улици и патишта се реализирани износ од 9.297.875 денари. Во програмата ЈМ паркови и зеленило за капитални расходи се реализирани 817.569 денари. Во програмата изградба на системи за водоснабдување реализирани се средства во 1.604.137 денари. Програмата Ј6 одржување и заштита на локални улици и патишта е реализацијата 506.802 денари. Во програмата културни манифестации и творештво за капитални расходи е реализацијата 10.170.734 денари. Во програмата спорт и рекреација за капитални трошоци се реализирани 11.237.000 денари. И во програмата заштита на животната средина и природа се реализирани 3.531.315 денари. Средствата планирани во буџетот за постојаната и тековната резерва во износ од 300.000 денари за во 2024 се искористени во износ од 126.499 денари. Завршната сметка е доставена до Централен регистар на понатамошна обработка. Благодарам. Благодарам, Марија, за образложението. Отварам расправа по првата точка. Дали некој да разбор? Колегата Тоше, повели. Добар ден, почитувани граѓани, колеги советници. Јас се надевам дека нема да бидам лошо сватен дека секој совет се повторуваме со истото. И покрај тоа што во завршната сметка имаме представено дека имаме позитивно работење и вишок на средства од реализацијата на планираните приходи и реализираните расходи во буџетот на општина Валандово. Јас можам да замерам дека таквиот вишок на средства пред се должи на тоа што немало доволно проекти за реализирање на истите. Секогаш може подобро, така да и покрај тоа што има висок процент на реализација, секогаш може повеќе да се реализира во тековната година. Благодарам, колега. За реплика се јави градначалникот, повели. Благодарам, председателя, за да биде советникот дошол на разбор, го молам да ни објасни што сакаше да каже. Благодарам, градначалник. Да има некој друг за збор или реплика? Дали има друг за збор?
Доколку нема првата точка, годишната сметка на буџетот на општина Валандово за 2024 година е ставам на гласање. Да гласаме кој е за, кој е против, благодарам, воздржани. Нема, констатирам дека со 9 гласа за, 6 против, нема воздржани, е усвоена годишната сметка на буџетот на општина Валандово за 2024 година. Продолжуваме со следната, втора точка. Годишен извештај на општина Валандово за 2024 година. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, истиот го ставам на гласање, да гласаме кој е за. Благодарам, кој е против? Благодарам, воздржани. Нема, констатирам дека со 10 гласови, 9 гласови за, 6 против, нема воздржани, е усвоен годишниот извештај на општина Валандово за 2024 година. Преминуваме на следната, трета точка. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за извршување на буџетот на општина Валандово за 2025 година. Ке имаме образложение од Марија, повели. Благодарам. Значи се менува одлуката за изменување на одлука за извршување на буџетот на општина Валандово за 2025 година согласно дописите од Министерството за финансии и одлуките што се донесени од страна на влада за после 31.12, односно после 1.1.2025 година. Одлуките се менуваат само зборовите во членот 6, односно 10% од расходните конта за плати и придонеси за плати се бришат, и во членот 9, став 1 алинеја 1, текстот за општина Валандово, коефициентот за именувани лица се менува и нема да стои коефициентот, туку согласно утврдениот коефициент во Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Северна Македонија. Тоа се менува во текстот и на нашата одлука, согласно новите одлуки на влада. Благодарам. Благодарам, Марија. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог одлуката е ставам на гласање. Да гласаме кој е за. Благодарам. Дали има против? Нема, воздржани? Нема, констатирам дека едногласно со 15 гласови за е усвоена предлог одлуката. Преминуваме на следната, четврта точка. Завршна сметка на јавното предпријатие Комунален сервис Валандово за 2024 година. Опет присутен директорот на јавното предпријатие. Председател збор за образложение, повели директор. Добар ден. ЈП Комунален сервис Валандово во фискалната 2024 година има остварено вкупен приход во износ од 39.970.765 денари. Во структурата на приходи најголем удел имаат приходите од вода, и тоа со скоро 13 милиони, а на второ место со најголем удел по приходите имаат приходите од смет околу 11 милиони. Во однос на расходите, во текот на 2024 година се остварени вкупни расходи во висина од 41.482.511 денари и направените расходи се направени со цел обавување на дејноста на самото предпријатие. Како најголема ставка во расходите се платите, како и електричната енергија. ЈП Комунален сервис во текот на 2024 година има остварено загуба во висина од 1.511.746 денари, а истата е резултат на разликата помеѓу остварените приходи и направените расходи поради отписот на застарените побарувања кои законски се бришат од самата сметководствена евиденција. Доколку има некоја прашање, повелите. Благодарам, директоре. Отварам расправа, нема некој бара збор. Колега да почне, повели. Гледајќи го извештајот од комуналното предпријатие, можеме да забележиме дека како од претходните квартални извештаи што имаше позитивно, односно добивка во работењето, овој пат во годишниот извештај тоа не е случај.
можам да кажем дека беше очекувано. Гледајќи го ова, мене ми боде по очи кај приходната страна. Отпис на обврски по картица, тука се забележани 3.475.202 денари. Зошто се ставени тие во приходната страна? Тука е директорот ќе нам разложи. А кај овие трошоци по отпис на побарување во расходната страна, зошто законски се отпишуваат токму оваа година? Тие побарувања требало да се реализираат претходно, без разлика кој го водел комуналното. Се работи за големи средства, 1.400.000, така што тие се трошоци направени кои што граѓаните треба да ги покријат. Дали ќе се префрлуваат пари од општината на комунален сервис, се едно, тие се пари на граѓаните. Така да, тоа е. Благодарам, колега. Дали има одговор, повеле директоре? Почетувам советник, значи опет обврската по картица за во приходната страна увесено од 3.475.000 денари 202 се однесува за трошокот, односно ратите кои што ги плаќа општина Валандово на ЈП комунален сервис врз основа на електричната енергија и тоа што беше изгласано од страна на Советот на општина Валандово. Значи, секој квартал, како општината ги исплаќа, дава известување до општина Валандово, поради тоа што до комуналното кај нас, поради тоа што потпишан е договор помеѓу општина Валандово, Евано Македонија и ЈП комунален сервис, а истите се однесуваат за нашите трошоци, мораме ние да ги вкалкулираме истото сметководствено и кај нас. Во делот на отписот, јас не знам зашто тие не ги наплатиле, значи станува збор за за побарување кои што се направени пред повеќе од 10 и 15 години и кои што во сметководствена евиденција се пренесуваат секоја година. Реално не може сметководствено така да се пренесуваат секоја година, поради тоа што фирмите повеќе од 15 години не постојат, а зашто не ги наплатиле, треба да се прашаат директорите кои што во тоа период работеле во комуналното, па нека го дадат тие одговор. Едноставно фирмите не постојат и тие побарувања треба да бидат избришени. Благодарам ви, директоре. Дали има допълнително прашање или дали има некој друг за збор? Бидејќи никој друг не се јави за збор, четвртата точка ставам на гласање, да гласаме кој е за. Благодарам, кој е против. Благодарам, воздржани. Нема, констатирам дека со 8 гласови за, 6 против, нема воздржани и усвоена завршената сметка на јавното предпријатие Комунален сервис Валандово за 2024 година. Преминуваме на следната пета точка. Финансиски извештај за работата на јавното предпријатие Комунален сервис Валандово за 2024 година. Директоре, тоа е истото, немате дополнително да кажете ништо, во ред. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, петата точка става на гласање, да гласаме кој е за. Благодарам, кој е против. Благодарам, воздржани. Нема, констатирам дека со 8 гласови за, 6 против, нема воздржани и е усвоена петата точка. Директор, благодарам за присуството. Преминуваме на следната, шеста точка. Завршни сметки на Средното општинско училиште Гоце Делчев Валандово за 2024 година. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, шестата точка е ставам на гласање, да гласаме кој е за. Благодарам, кој е против. Благодарам, воздржани. Нема, констатирам дека со 8 гласови за, 6 против, нема воздржани и е усвоена завршната сметка на Средното општинско училиште Гоце Делчев Валандово за 2024 година.
Преминуваме на следната 7 точка. Завршни сметки на Основното општинско училиште Јосип Броз Тито Валандов за 2024 година. Отправам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, 7 точка ја ставам на гласење, да гласаме кој е за. Благодарам. Кој е против? Благодарам. Воздржани нема. Констатирам дека со 9 гласови за, 6 против, нема воздржани и е усвоена завршената сметка на Основното општинско училиште Јосип Броз Тито Валандов за 2024 година. Преминуваме на следната 8 точка. Завршни сметки на Основното општинско училиште Страшо Пинџур Јосифов за 2024 година. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, 8 точка е ставам на гласање. Да гласаме кој е за. Благодарам. Кој е против? Благодарам. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 9 гласови за, 6 против, нема воздржани и е усвоена завршената сметка на Основното општинско училиште Страчо Пинџур Јосифов за 2024 година. Преминуваме на следната 9 точка. Предлог програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести на подрачјето на општина Валандово во 2025 година. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, 9 точка е ставам на гласање. Да гласаме кој е за. Благодарам. Против нема, воздржани нема. Констатирам дека едногласно со 15 гласови за е усвоена предлог програмата. Преминуваме на следната 10 точка. Предлог елаборат за измена на елаборат за проценета штета од елементарна непогода, силно невреме проследено со пороен дожд, врнежи од град, грмежи и силен ветер кој зафати дел од подрачјето на општина Валандово на ден 2.7.2024 година. Отварам расправа, дали некој бара збор? Колегата Тоше повели. Имаме вратен елаборат во кој што има грешка. Дали се работи за техничка грешка, случајно направена или во текот на работењето се сгрешило, не е битно. Мене ме интересира колку е рокот за праќање на поправен извештај и дали доколку се задоцни со рокот истиот може да биде одбиен. И друго, кој би сносил одговорност доколку елаборатот е одбиен? Благодарам, колега. Одговор ќе добиете од градоначалникот. Повели градоначалник. Благодарам, председавач. Ајде ќе започнеме најпрво од последното прашање. Одговорности сносиш ти како советник и сите советници, поради тоа што и претходниот елаборат со забелешките огласавте вие овде на седница на совет. Другото кое што го постави како прашање, тоа е за да биде одредени технички работи кои што треба да бидат коригирани, ќе се коригираат и ќе се вратат пак назад. И тоа е во интерес на сите нас, пред се на земјоделците кои што претрпеле штета по однос на елементарните непогоди кои што се случиле во Валандово изминатиот период или изминатите години. Така да, бидејќи нели се сакаш да направиш приказна, еве ти конкретен одговор кој ќе сноси одговорност поради тоа. И бидејќи не сакам да се јавам процедурално, ќе искористам оваа можност да го прашам почитуваниот советник кои се забелешките кон општинските училишта во општина Валандово, значи средното училиште и двете основни училишта, поради тоа што советничката група на ВМРО-ДПМН гласаше против без да даде образложение. Поради што завршната сметка и работата на нашите три училишта сметате дека не е во ред завршната сметка и што е причината поради тоа. Ве молам и ние и јавноста треба да има одговор што тоа не е во ред со работата на нашите општински училишта и институции. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Колегата Тоше повели. Еве и покрај тоа што
не е на дневен ред. Точките за училиштата не са на дневен ред, веќе ги поминавме. Градоначалникот многу сака да знае зошто сме ги гласали против. Против ја гласавме и завршната сметка на општина Баландово, а тие се дел од завршната сметка на општина Баландово. Тие училиштата имаа на располагање средства од буџетот на дотации, кои што можеа да го искористат во поголема мера, а кај нив имаме останати средства кои што не ги искористиме. И еве кога имаме, например, прашање до градоначалникот од некои луѓе, зошто во летниот период не работат рефлекторите на училиштата, за децата да може да се рекреираат во вечерните часови, градоначалникот им вика дека не дозволуваат директорите. Гледаме дека имало средства за сметките за електрична енергија да се покријат, а тоа дека такви изговори има, дека не дозволувале директорите, а директорите се поставени од градоначалникот, на мене ми делува како градоначалникот да ги терат така да ги заштедуваат средствата. Толку за тоа. Во однос на елаборатот, знаеме дека тоа се средства во интерес на сите граѓани, сите беа оштетени. Неспорно е тоа дека ние сме гласали и повторно ќе гласаме, камо да бидат обештетени во поголем процент. Јас прашав дали ќе има одговорност од луѓето кои што ја работеле техничката документација. А тоа ние како советници што сме гласали, ние повторно ќе се гласаме. Ви благодарам. Благодарам, колега. За збор се јави градоначалникот, повели. Благодарам. Ајде вака некој да го прашаме советникот, зашто минатата година гласавте против завршната сметка на општина Баландово, а за основните училишта, или поради тоа што бевте упорени јавно да го дискутиравме овде, оваа година ја променивте одлучата, да сватите дека може да се дискутира за истото, па така да не ми ги подбегнувајте одговорите, конкретно ве прашувам, зошто минатата година па гласавте спротивно од ова што гласавте сега, дека не сум им дозволувал на директорите да ги уклучуваат рефлекторите на школските игралишта, ве молам еве овде да не шпекулирате, да кажете на кој тоа така сум му одговорил и на кој сум го рекол тоа. Ако вие планирате да се занимавате со шпекулации, тоа е ваш проблем. И на крај да ви кажам дека истите тие училишта во општина Валандово се за пример по домаќинско работење. Не издвоиваме дополнителни средства во голема мера и од нашиот основен буџет, од буџетот на општина Валандово, максимално, иако блок дотациите може да бидат повеќе од страна на централната власт, максимално, рационално и домаќински ги користат нашите директори и нашите наставници средствата кои што ги имаме. Така да, вие очигледно дека сте против се што е валандовско и против се што е успешно. И имате некој таков проблем. Но, еве да се вратиме на двете прашања. Зошто минатата година гласавте спротивно од ова сега? Или ако сакате да ви го дополнам прашањето, што тоа пак минатата година толку добро се сработи, а оваа година не се сработи толку добро од страна на директорите? И ако може да ми кажете кој е вашиот извор на фейк ньюс вести, да знаеме па да интервенираме. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Реплика има колега Тоше, повели. Јас мислам дека може да ги вратиме стенограмите и од претходната година,
да се види како гласала советничката група по однос на завршните сметки за училиштата. И тогаш не ги гласахме, како и оваа година. Јас не знам од кај му е идејата на градоначалникот дека тоа било така. Во однос на тоа како ме брифираат мене и дали јас ширам шпекулации, нема да паднам на нивото кое што го ширите вие, дека ние шириме негативна енергија и се што се работи во општината се ни смета. Ние сме за да ги коригираме работите, да направиме подобро општество за сите. Јас не гледам лошо во тоа доколку се коментира нешто и доколку се покаже дека има и друга страна. Благодарам. Колега, контрреплика има градоначалникот, повели. Како вие советничи правите подобро општество за сите, гласајќи против отварање на нова детска градинка во општина Валандово? Благодарам, градоначалник. Сега би сакал да се задржам малци на 10-та точка предлог елаборатот и на забелешките од страна на колегата Тоше. Значи се работи за техничка грешка, за ништо друго и начин на кој сакаат од страна на владата да биде напишан износот на сумата, значи да биде во заграда со зборови, за ништо друго, значи нема никаква грешка. Битно е ово да го слушнат граѓаните, да не мислат дека нешто е сгрешено во елаборатот и вината да се префрли на општина Валандово, доколку не се исплатат средствата од тие штети. Значи, напоменувам, општина Валандово има обврска само да го изготви елаборатот и да го достави до владата. Средствата, доколку се одобрат, ги одобрува директно владата на Република Македонија, што значи дека треба сега и вие малку да реагирате, дали директно, дали преку нашиот представник, пратеник имаме од општина Валандово, да се одобрат средства, бидејќи луѓето на вистина имаа штети кои што треба да бидат обештетени. Предходниот елаборат беше исплатен некаде пред неколку недели за штетите во село Собри, исто така од невремето, и беа исплатени на вистина многу мали износи, затоа што беа одобрени многу малку средства од страна на владата. И затоа не би дозволил да манипулирате овдека, туку да кажеме реално кој ги исплаќа средствата и како тие се одобруваат, а сега имате можност политички да влијаете да се одобрат тие средства за да се исплатат на граѓаните. Инаку нема некој рок, без разлика на се, елаборатот ќе биде испратен по нивна сугестија како сакаат тие да биде напишан износот. Општина Валандово ќе одговори навреме и нема да биде отфрлен поради никаква таква причина елаборатот. Процедурално. Повели градоначалник. Бидејќи јас одговорив многу децидно дека ако има некоја одговорност, тоа е одговорноста на Советот на општина Валандово. И мислам, да се вратиме на почетокот, ако сакаме ние да дискутираме на тој начин, смешно е советник да отвори прашање чија ќе биде одговорноста, бидејќи истиот овој совет овде ја формира комисијата која што работи по поглед на процените од елементарни непогледи. И таму имаме членови од сите политички партии кои што се инволвирани. Имате и вие. И изработката на самиот елаборат ја работи истата таа комисија. Прашајте си ги на крајот вашите членови. А доколку мислите дека чија ќе биде одговорност или било како да ви кажам, и не можете вие да се спуштате на одредено ниво, бидејќи едноставно немате ниво. Не можете да манипулирате со тоа колку високо и колку ниско ќе бидете на нивото. Немате ниво. Тоа што го дискутирате е апсолутно небулоза. Благодарам. Дали има некој друг со збор? Бидејќи никој друг не се јави за збор, 10-та точка ја ставам на гласање, да гласаме кој е за. Благодарам. Дали има против? Нема, воздržани нема. Констатирам дека со 15 гласови за едногласно е
изгласан предлог елаборатот за измена на елаборатот за процената штета. Преминуваме на следната 11-та точка. Завршни сметки на јавната општинска установа Детска градинка Калинка Валандов за 2024 година. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, 11-та точка ставам на гласање, да гласаме кој е за. Благодарам, кој е против. Благодарам, воздржани. Нема, констатирам дека со 9 гласови за, 6 против, нема воздржани, е усвоена завршната сметка на јавната општинска установа Детска градинка Калинка Валандов за 2024 година. Преминуваме на следната 12-та точка. Одлука на управен одбор на јавната општинска установа Детска градинка Калинка Валандов за усвојување на пречистен текст на статутот на јавната општинска установа Детска градинка Калинка Валандова. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, 12-та точка ставам на гласање, да гласаме кој е за. Благодарам, кој е против. Благодарам, воздржани. Нема, констатирам дека со 9 гласови за, 6 против, нема воздржани, е усвоена одлуката на управниот одбор на јавната општинска установа Детска градинка Калинка Валандова за усвојување на пречистен текст на статутот на јавната општинска установа Детска градинка Калинка Валандова. Преминуваме на следната 13-та точка. Предлог одлука за давање на користење, одржување и управување на водоводен систем за село Калково, резервоар, фаза 1 на јавното предпријатие Комунален сервис Валандово. Отварам расправа, дали некој бара збор? Градоначалникот повели. Во првата точка кога дискутиравме за завршните сметки и кога го прашав советникот да ни одговори што е тоа на што сакаше да ни каже, бидејќи не разбравме, ми се ротна една реченица дека општина Валандово нема проекти. Бидејќи ние имаме изработено цела една брошура со реализирани проекти, кога сакате дојдете ќе ви ја доставиме, за да не го одземам сега цело време читајќи ги сите проекти кои што ги има реализирано општина Валандово. И оваа точка во моментот која што е пред вас се однесува на решавање на исто така едно од суштинските прашања во населеното место Калково и истиот тој водоводен систем кој што продолжува да се гради и во наредните фази. Дел беше преку Министерството за транспорт и врски, како што е предвидена точка од дневниот ред, а дел преку финансиски средства одобрени од Министерството за животна средина. Покажува на тој начин суштински и темелно се грижиме за решавање на најгорливите прашања кои што постојат и со кои што се соочуваат нашите сограѓани. Едноставно најдобро се работи преку дела, на манипулациите и налагате им се и сегогаш може да им дојде крајот, бидејќи едноставно граѓаните не се наивни и знаат кој што работи и како работи. Така да, следејќи го текот на кој начин се гласа овде за реализирани проекти за ставање во употреба и како се гласа против, како што прашав и претходно зашто и за детската градинка, бидејќи нели се борат за подобрувањето на условите на граѓаните. Јас претходно сум бил советник во овој совет и ниту еднаш не ми се случило да не гласам проект кој што го подобрува животот на граѓаните овде. Ние политички можеме да спориме колку што сакаме, но вие едноставно сте целосно залутани овде во Советот на општина Валандово. Ајде да видиме сега како ќе гласате. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Реплика има колегата Тоше, повели. Градоначалникот, поради тоа што обожава да навредува, нека му е на чест, не ме погодува со тоа. Еве, јас ќе прашам не само да ги земаме во обзир реализираните проекти кои што ги имала цела папка
или колку и да се општината. Јас ќе прашам дали има други спремни проекти кои што треба во иднина да се работат. Камо да имаме повеќе проекти, а да не недостигаат средства за нивно завршување. Иако гледаме дека реализација на проекти асфалтирање на улици, ние ќе имаме многу улици, а дали ќе има кој да чекори по нив? Што ако останат празни? Што ако имаме културни домови што се реализирани од вас, а останат празни? Благодарам. Благодарам, колега. Контрреплика има градоначалникот, повели. Вака. Имаме навистина многу проекти, на жалост нешто вие едноставно не разбирате зашто дискутирате овде и чекорате малку повеќе вие по валандовските улици, а не по улиците во други општини и ќе видите дали изградбата и асфалтирањето на улици не е капитален проект и кога веќе сакате да се повикувате на граѓаните кои што секојдневно ги навредувате, посебно со вашите настапи кои што ги имате овде, прашајте ги граѓаните дали за нив не значи подобрување на животните услови, асфалтирање на улици. Прашајте ги граѓаните во населените места со турско население, прашајте ги граѓаните од каде што и вие потекнувате и каква беше инфраструктурата претходно, а каква е сега. И јас воопшто ниту некој навредувам, ниту некој ќе навредам, но едноставно, тоа ви го реков пред неколку седмици, уведувам нулта толеранција за глупост. Значи, не планирам повеќе да молчам на вашите глупости кои што ги употребувате овде. И да, и ќе продолжиме да градиме и да асфалтираме улици, ќе продолжиме да градиме канализациони системи и водоводни системи, бидејќи тие се ненасущна потреба за граѓаните и мораме да ги обезбедиме, затоа сме на овие функции и вие што сте овде на оваа функција сте исто така представник на граѓаните, пак ќе ви кажам, немој да мислите дека граѓаните можете да ги манипулирате на начинот на кој што си замислите. Никогаш нема да се случи тоа. А сега за проектите кои што ги има спремни. Општина Валандово. Општина Валандово на наредниот повик на владата ќе аплицира со изградба на затворен базен во општина Валандово, ќе аплицира со промена на водоводната линија на водоводот за градот Валандово и кажете ви тоа дали не е добар проект, ќе аплицира за улицата која што се однесува накај пекарата во Валандово за да биде по-јасно и по-видливо, ќе аплицира за комплетна реконструкција на комуналниот сервис во Валандово, за комплетно загревање на Домот на култура во општина Валандово и верувајте дека не ви е во прилог да продолжам со проектите кои што ги има општината спремно понатаму и уште еден многу битен момент. Средствата кои што ни се доделени се многу помалку од готова документација која што ја има општина Валандово на располагање. Затоа ве молам, така манипулирајте си кога ќе си седнете со вашите дома, а јавно да шпекулирате колку сакате, вие сметате дека јас вас ве навредувам. Не ве навредувам. Вие ме навредувате и мене и сите граѓани кога мислите дека ние на вас неиздржано треба да ви веруваме. Секој збор кој што ќе го изговорите овде има тежина. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Дали има некој друг за збор? Бидејќи некој друг не се јави за збор, предлог одлуката ја ставам на гласање, да гласаме кој е за. Благодарам. Дали има против? Нема, воздржани? Нема. Констатирам дека едногласно со 15 гласови за е усвоена предлог одлуката. Преминуваме на следната 14-та точка. Предлог одлука за давање на временно користење и одржување на недвижен имот сопственост на општина Валандово на Општински противпожарен сојуз Валандово. Отварам расправа, дали некој бара збор? Градоначалникот повели. Благодарам, председател, бидејќи оваа точка се однесува за имот на општина Валандово и во самата одлука е конкретизирано дека ќе биде подпишан дополнителен договор за правата и
обврските, во кои што ќе стои дека, например, општината може едностранно да го раскине договорот, бидејќи целта на оваа одлука е тој имот кој што се наоѓа, нели, сите знаеме, во планински предел, да биде колку што е можно подобро одржуван и зачуван во својата состојба, односно да не дозволиме истиот да биде руиниран. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој друг не побара збор, предлог одлуката е ставен на гласање, да гласаме кој е за. Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека едногласно со 15 гласови за е усвоена предлог одлуката. Преминуваме на следната 15-та точка. Предлог одлука за одобрување финансиски средства на спортски здруженија и здруженија на граѓани за реализација на програмски активности. Значи, со ова одлука се одобруваат средства на Победа Kids Валандово 60.000 денари, ФК Ударник Пирава 60.000 денари, ЖФК Победа Валандово 16 60.000 денари, ФК Победа Валандово 60.000 денари, 30.000 денари на ученичен спортски клуб Валандово и 20.000 денари на општинска организација на Црвен крст Валандово. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог одлуката е ставен на гласање. Да гласаме кој е за. Благодарам. Дали има против? Не. Воздржани? Нема. Констатирам дека едногласно со 15 гласови за е усвоена предлог одлуката. Преминуваме на 16-та точка. Предлог програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на општина Валандово за 2025 година. Ќе дадам збор на градоначалникот да даде образложение во однос на програмата. Повели. Бидејќи ова програма исто така ги потврдува сите наши заложби на полето на обезбедување на квалитетни услови за живот во подрачјето на општина Валандово и исто така иден развој. И овде можеби ќе бидам малку подолг, но мораме да доловиме што тоа правиме ние, додека некој друг сака цело време и да негира и да манипулира. Да покажеме што се суштинските заложби на општина Валандово и за иден развој на општина Валандово. Во меѓувреме морам да кажам, ме поправија дел од граѓаните ми пишаа во меѓувреме, да го прашам советникот, бидејќи сум го заборавил проектот за пречистителна станица за која што општината има проектна документација, која што е изработена во 2020 година, зашто и на централно ниво за тој проект во собранието гласаа против изградбата на пречистителна станица во општина Валандово, која што има вредност од околу 1 милион евра за се извинувам, мислам дека 4 милиони евра се извинувам за реализација на комплетната пречистителна станица и зашто ете уште еден еклатантен доказ на кој начин се поддржува развојот на општина Валандово. А оваа програма за работа во областа на располагањето на градежното земјиште значи дека понесењето на генералниот урбанистички план за градот Валандово во 2022 година и понесењето на деталниот урбанистички план за град Валандово во урбана единица 1, урбан блок 1.4, помеѓу здравствен дом Валандово и населба Мечки Дат, и постапките кои што ги имаме за другите детални урбанистички планови, овозможуваме траен развој на нашата општина овде во Валандово и обезбедуваме обстој на нас кои што се сакаме локалната средина и кои што се сакаме нашата земја овде во Валандово и дома. И тоа е за нас вистински патриотизам. И не треба да подсетувам дека општината изминатиот период ги донесе и урбанистичките планови во населените места Пираво, Јосипово, Брајковци, Казандол, Грчиште, Калково и Раброво за останатите населени места. Се во завршна фаза и тоа е една огромна и обемна постапка која што општината во континуитет ја води за да овозможи иден развој и идни парцели и за стопанството, и за нашите граѓани,
и за сите други субјекти, и тоа се урбанистички планови кои што во сршта на својата изработка ја ставаат заштитата на еколошката средина и она што е компаративна предност на нашата општина Валандово. Така да овие измени во програмата се однесуваат на тоа што во месец март општината ќе објави одредени повици за кои се поврзани со располагањето на градежното земјиште и се однесуваат во конкретниот случај за делот помеѓу здравствен дом Валандово и населбата Мечкиндап, за кој што наредниот период околу самата постапка ќе ги информираме дополнително граѓаните и преку средствата за информирање кои што ги има општина Валандово, исто така и преку локалните медиуми. Така да тоа е вистинскиот развој за Валандово. Се друго е продавање на ветер и магла. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Колегата Тоше за спорт. Бидејќи ние сите продаваме ветер и магла, само градоначалникот исправно спорва, исправно работи. Поради тоа што е имал прашање од граѓани зошто не се гласало за пречистителна станица за општина Валандово, претпоставувам имаат издржани одговори тие кои што не гласале и сите средства обезбедени од владата за проекти за општините, јас предлагам да ги дадат на градоначалникот на општина Валандово, па еве тој да гради затворени базени, тоа што тој намислил, а другите само да гледаат од страна. Па така, дали ќе биде тогаш доволно, бидејќи тој се грижи за граѓаните и тука сака да живее, ние другите не ќеме тука да живееме, бидејќи не живееме тука ние, како да сме на некој друг свет. И затоа ме погодува тоа што се земаат сите заслуги на свој грб, а средствата се од сите граѓани. Никој не ги донел од дома. Благодарам. Благодарам, колега. Реплика има градоначалникот, повели. Добро е тоа што почнува да ве боли, тоа покажува дека покажувате знаци да се подобрите. Инаку јас не гледам друг да дискутира на начинот на кој што вие дискутирате овде во Советот на општина Валандово како вие, но еве, драго ми е што почнува да ве боли. Тие средства со кои што општината гради и инвестира во инфраструктурен развој и урбанистички развој апсолутно припаѓаат на сите граѓани. И кога јас апелирам да гласате и вие како советници на ВМРО ДПМН за проектите кои што ние ги работиме, баш сакаме заеднички да ги споделиме успесите во Валандово. Небитно е дали се на СДСМ или на ВМРО, и ниту еднаш јас тука не сум дискутирал, ниту со било кој граѓанин сум направил поделба во општина Валандово на партиска линија. Вие сте тие кои што ја правите поделбата. Небитно е. Сите се смееме и сите плачеме на ист начин. И небитно е кој од која политичка партија доаѓа. И тоа што вие слепо застанувате само за идеалите кои што се краткорочни во моментот, верувајте дека правите лична грешка во моментот. Од проста причина што сакајќи само да не нападнете нас или во конкретниот случај мене, ги напаѓате сите граѓани. Јас не сакам да превземам и ниту некогаш ќе превземам ниту еден капитален проект кој што е направен во општина Валандово. Тоа припаѓа на сите граѓани, изградено е со средства на сите граѓани. Можеби ние сме се бореле на секој можен начин да дојдеме до средства. Плюс вашата идеја, дај Боже да биде прифатена и да ни ги дадат сите средства кај нас во општина Валандово, ние ќе бидеме најсрекни, ќе се изградиме инфраструктура на секаде, во секое населено место, ќе се обновиме руинирана
инфраструктура. Борете се на вистина за тоа сите можни средства кои што ги има државата на располагање да ни ги даде да ги користиме овде во општина Валандово. Бенефитот ќе го уживаат сите граѓани на општина Валандово. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Дали има некој друг за збор? Бидејќи никој друг не се јави за збор, предлог програмата ја ставам на гласање. Да гласаме кој е за. Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека едногласно со 15 гласови за е усвоена предлог програмата. Со ова целосно е истрпен усвоениот дневен ред за 43-та редовна седница. Доколку има советнички прашања, ќе молам колеги да се јавите за збор. Доколку нема, почитувани граѓани, овде ја затварам 43-та редовна седница на Советот на општина Валандово. Благодарам.